Често го посетувам инфоцентарот, бидејќи од секогаш ми понудувал неразлични информативни содржини кои првенствено се полезни за мене како студент. Сакам да ги посетувам културните настани кои се одржуваат тука во инфоцентарот. Сведок сум бил на многу интересни јавни дебати. Сепак би сакал да бидам информиран и сакам да следам што точно, кои врати и прозорци ми се отворени мене кон Европа, за можеби за размена на студенти или можеби за некоја пракса или волонтирање. За активностите на ЕУ инфоцентарот сум запознаена одамна. Широк е диапазонот на интересите, на настаните, на случувањата и јас сум многу задоволна бидејќи од сите области се вклучени темите. Презентацијата одржана во инфоцентарот на Европската унија е позитивно искуство лично за мене. Дознав како функционираат институциите на Европската унија, какви проекти имаат и како јас како иден студент би можела да се вклучам во тие проекти. Со почетокот на работата на ЕУ инфоцентар Скопје и граѓанскиот сектор во Република Македонија доби еден прекрасен простор каде што голем дел од своите активности ги реализира токму во ЕУ инфоцентарот и во таа насока ми се чини дека во овие 5 години ЕУ инфоцентарот одигра многу важна улога. ЕУ инфоцентарот некако стана навистина капче која е достапна за секој граѓанин. Овде токму минатата недела правевме конференција, значи малтене барем по неколку пати во текот на годината сме овде. Ние како Младински образовен форум често го има користен овој простор. Неговото постоење многу олеснало и многу помогнало кон тоа и да се зголеми видливоста на тоа што го правиме, но и да вмрежиме луѓе во нашите акции. Ние работите што сме ги правеле биле најразлични, од отворени трибини до јавни дебати на теми како младите во земјата, нивните права, на теми како младинската мобилност, квалитетот на образованието. ЕУ инфоцентарот секогаш бил отворен за активности на Францускиот институт и тука имавме многу убави, прекрасни настани, дебати, промоции на разни книги. За мене како корисник на информациите, инфоцентарот на Европската унија, Европската комисија во Скопје е важен заради две причини. Првата е таму ги добивам најважните информации што несуваат на функционирањето на Европската унија и во рамките на тој процес и на информациите кои што се важни за Македонија. И второ, преку принципот на работа на вработените во инфоцентарот, дознавам како всушност функционира и самата Европска унија. Mendoj që EU infocentra në të ardhmen duhet pak më tepër të shfrytëzohet edhe nga të rinj, të cilët në mënyrë burimore do të informohen për atë që çka do të thënë Bashkimi Evropian, cilët janë ato politika dhe cilët janë përparësitë që do t'i ofrojë Bashkimi Evropian në drejtim të aderimit të Maqedonisë në këtë bashki. Како EU Info точка е навистина голема чест да се биде дел од овој инфоцентар и да се соработува со тимот на млади луѓе, ентузијасти, кои секогаш излегуваат во пресред на нашите барања и активности како ЕУ Info точки. Би сакала да го честитам роденденот на ЕУ инфоцентарот од Скопје и да им посакам уште многу години успешна работа. ЕУ инфоцентарот им е од голема полза на граѓаните на Македонија. Преку активности и информација што центарот им ги нуди на граѓаните, тие прават контакт со Европа и тоа е одлично. ЕУ инфоцентарот е нешто на што сме навигнати, што изгледа како од секогаш да било дел од овој град и навистина ова катче си го има најдено местото во Скопје, интегрален дел од градот. Скопје без ЕУ инфоцентарот би бил некое поинакво место. Ви посакувам убав роденден и уште многу соработки во служба на Европа. Им го честитам петиот ројан на ЕУ инфоцентарот и им посакувам уште долгогодишна успешна работа. Многу е значено и важно да постои ваков ЕУ инфоцентар, затоа само напред и само напред. Во нашиот град или во нашата земја не постои човек кој што не знае за Европската унија и зошто ние сакаме да бидеме дел од ова голема семејство. Така што посакувам тимот на ЕУ инфоцентарот да остане доследен на својата идеја, да го задржи еланот, ентузијазмот и енергијата со која што досега ги спроведуваше активностите и мислам дека на тој начин ќе бидеме заеднички сите обединети околу нашето скорешно членство во ова голема семејство.
Со ЕУ Инфоцентар соработувавме за проектот наречен, да ти кажам, една тајна за животната средина. И впрочем се работеше за промоција на токму оваа брошура. Ја представувавме пред голем број на деца со преку театралска представа и нормално сето тоа се одвиваше во една прекрасна соработка помеѓу Детскиот театарски центар и ЕУ Инфоцентар. Би сакал да им го честитам роденденот на ЕУ Инфоцентар и да им посакам уште многу други родендени и успешни години. Мене ЕУ не ми е прва љубов. Мојата прва љубов се викаше Билјана, меѓутоа памтам кога со ЕУ си пуштивме првпат Ишарет. Своевремено нејзини представници ме замолија да кажам нешто за Македонија и за европските вредности. Јас тоа го направив со задоволство, мислејќи ајде за Македонија и за ЕУ да запнеме, да истераме таа приказка. Тоа се случуваше речиси пред 20 години. И сега не сакам да расипам ничие расположение со тоа што ќе ви признам дека сум ја малку заморен од запнување, ама сакам да ви кажам дека со Билјана одеше многу полесно. Здраво! Во името на групата Фолтин, на нашите пријатели од ЕУ Инфоцентарот им го честитам јубилејот, им благодарам што навистина со многу чувство ја ценат и ја вреднуваат културата во нашето општество. Нека останат такви ведри и храбри. Роденденски весело, професионално заслужено и општествено одговорно да го обележите 5-годишното постоење на ЕУ Инфоцентар. А тој има повеќе улоги: честен играч на општествената шаховска табла, промотор на културата на дебата и лекар за стабилизирање на пулсот на граѓаните. Има една интересна стара македонска поговорка, вели од убајни да не куртулите. Во мојата кариера имав 2 премиери со ЕУ Инфоцентарот. Тие слават 5 години. Јас се надевам дека тие мои премиери ќе достигнат и 10-летка. Се надевам дека ќе издуваме уште многу свеки заедно. Така што Инфоцентар, среќен роден.